Vrne. Ама... Пак ли ќе одиш? Пак, Кирко. Ама, секој ден? Ами сега, секој ден, секој ден. Си помислувам понекогаш да не одам денеска и не можем овде на душава ништо тага, мака ми доаѓа. Знаеш колку убаво се живеевме со татко. Така е, ако сакаш да дојдам и јас со тебе. Не, седи ти. И ще се избреш, изпастри голова. Добро. Млада си ти за погробишта секој ден. Се изнаоди и ти доста е. Ај, бргу ке се врати. Направи го на новите да бъде. Изговори се, ти да не биде. Како ги Браво да ти кажам, навистина ми е многу мило што ете така намина од нашето место да не видиш, да не посетиш. Убаво е, оти, како што рекле некогаш, едно видување, еден век. И убаво рекле. Еден век не си дошол во нашето место. Така е, пријатели. Ко оставев, дури тогаш дојдов, а порано си идев. Си се гледавме, само да ги кажам, на голема мака сум јас сега. Не ми е до смеења, ете живот, што да се прави човек, ќе се смее, ќе си прави мајтапи, колку да мини времето. Да ви кажам, што е работата. Дечињата си ги одомивме со домакинка. Убаво. Од сега за натаму, ете, стари години дојдоа, со неја сами двајцата, некако ќе се крепиме, така, рад ќе си живееме, без гајлиња. Чумки тие сега сами си го белат гајлето. Арно, ама, Господ си ја зеде. Си почина кутрата, ме остави мене сам на овие годиње. Па сега така, во моево место, таква, мислам, прилика, што се вели, вдовица во годиње, да најдам не можам, а сам животот да го терам некако тешко оди. И затоа реков, ќе наминам ваму па да видам, али сте чуле, али знаете за такво нешто, колку да се, ете така, сближиме, да направиме муабет, па белки нешто ќе биде од тоа. Таква има ли тука, да не сте чули, а? Јас, колку што знам, во нашето место тука таква нема. Нема. Не, ете, но е вели нема. Има една, ама... Не. Та, ти што мислиш, не. Не е за тебе. Добре, зашто да не е за мене? Не е за тебе, ете така, што Тани секој ден оди на гробишта, тамо си го посетува мажот и... Не, Тани добар ден на луѓето не кажува, не пак да се мажи сега на тие години, не. А теме и чорбачите, сермија има. Таа е, чекајте сега, таа е жена домаќинка. Таа си го сакаше мажот. Ете, Господ им даде и едно момиче. Ама... Не. Почина мажот и убај пари и остави. Многу убај пари и убаво си живеа. И иш да не жалиш да ги остави парите. Домакинка е. Ден си е домакинка и керка и таа е домакинка. Па мене токму таква ми треба, бе. И што велите, ни добар ден не кажува. Не. А кај можам јас да ја сретнам таа жена, таа домакинка, Ќе тргнеш по неја на кај гробишта? На кај гробишта и таму ќе. Секој ден оди на гробишта, секој ден. И јас велам вака, не само што ќе одам кај неја, туку и кавето ќе го испијам и ќе преспијам, а може и да ја земам со сесермијата. Не. Што велите не? А што велиш? Се обложуваш. Ајде, тоа се обложуваш. Джабе си ги даваш парите, джабе си го губиш времето. Ете така, джабе. Се ми е бадијала. Се. И јас велам, ото не е така.
А вие велите, оту е така. Оту е така. А јас велам, оту не е така. така е. Ајде да се облочиме. Ајде, чекај. Ту. Ајде, сечи. Ајде, Биле, ове. Ајде, Сите. Па ќе видиме сега кој е во право, кој е во криво. Чекајте бе. Ова да не е бе, да. А? Еби, да е. А? Да. А? Речено, сторено. Облогот важи. Ај сега да сме живи здрави. Ајде. Ракета, не. Не сака да меша. Да не сака работата ти. Ајде на нове. Добар ден, госпожо. Добар ден. Гробиштата тука, каде се? А гробиштата? Јас токму оттаму се враќам. Гробиштата, па туку рече на гробиштата си. Малко погоре, онде. Сакам да одам да... Ето, сакам да прашам на чиј гроб. Оти гледам, еден пријател. Не сум тукашен јас, оддалеку сум. Ми рекоа сега луѓето дека починал. Другар ми беше од малечки залак од Годелевме. Митре го вика, Митре. Па рекоа дека си починал. Пријател. Митре? Ама, мој Митре? Кој Митре? Мојот домакин што почина Митре. Се викаше, негов другар си ти. Вистина, почина, кутриот почина, одамна почина. А ти си... Јас сум му домакинката, јас сум на дом... Многу убав живот си живее. Другар си, негов... Другар, Господ да го прости Митрета. Толку ми е мило што сретнав негов другар, а не од нашево место. Вистина велиш, а? Така. Па велам да одам до гробиштата. Ајде. Де, подзастани малку. Кога веќе сум имала среќа другар негов да сретнам, да повелиш кај нас, ако сакаш едно кафе за душа на Митрата да се напиеш. Еми, ајде прво така да направам, па сетне ќе одам. Ајде, многу ти фала, како Митрата да сум го викала. И само едно кафе, ништо друго, само едно кафе. Многу ми е убаво на душата, што ми кажа ти големи пријатели сте биле со домакинот мој. Како него да го видов. Годиња поминаа во оваа куќа, никој не влегол. Сами со ќерката, секој ден на гробишта. Како што гледаш, многу се радувам што дојде. И велиш големи пријатели, другари сте биле, а? Не пријатели, другари. Не се делевме во младоста, толкува години не сум го видел. И не знаев, оту си починал. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Сполајти, дејче. Ајде. И така, другари големи, а? Момичево не ви е мажено. Не, уште не. Кај да е, ки се омрши. Јас, моите ги одомив. Ги одоми, нека ти се живи, Сам сум си сега. Сам си, многу ми е мило што дојде. Вистина, јас кажав дека во куќава наша никој не влегол толку години, ама мерак ми е на вечера кај нас да останеш. Не, ќе си одам. Еве кафенце, повели. Сполајте. Убавна мајка, да. Сполајте. На вечера да останеш, не, како не? Како не? Тоа што ќе го казнеш како домакинот мој да го казнал.
Ќе останеш. Затер, за душа негова. Најблизок човек што му бил да касни, многу ми е мерак. Добро, ајде. А? Ќе останеш. Останам за Бог да прости. Еве и колачиња. За прикаснам. Таа ги правеше колачињата. Умрана мајка е таа, многу ми е вредна. Ако, ќе подкаснам, ќе подкаснам. Чедо мајкино, а ќе остане на вечера. Оди да спремам. Да приготви се што треба да приготви. Така, нека приготви. Голема домакинка ми е, голема домакинка ми е. Треба да ја оддомиш. Ќе оддомам, да не се пала, мама. Јас моите ги оддомивме со домакинката, сетне Господ да ја прости си почина и така сега сам сум си јас и свела мај поминаа толкова годиње да одам да го видам пријател. Другарот што се вели, ама што судбина па него го нахла, тој си почина. Не си почина, немој, не. Нема да ми се налутиш сам да го испиеш кафето, да отидам, да ја кажам на ќерката што, како да приготви, како за голем гостин, не како за било кој. Ајде, оти. Веднаш ке се врати. Ајде, што се сакалдиса од ова. И кажа, од убаво по убаво ке сготви. Нешто со момичето си направивме муабет. Ако сакаш, голем мерак ни е да останеш и на спиење кај нас вечерва. Мерак ми е како домакинот мој да се вратил, така ќе ми биде. За Атер, за него Атер. Не, убаво да останам на спиење. Да кажам и заошто. Лош табиет имам. Кога спијам, не одуспијам, туку многу зборувам во сона. Секакви работи кажувам, а може да се случи да станам од креветот, да излезам од собата и да шетам из куќата. Па има такви работи, има. Ма не убава работа е. И затоа јас почесто избегнувам вака во туѓи куќи да спијам. Саде дома си спијам. Па, види, сега кога веќе кажа, кога веќе знаеме за оваа работа, па не ќе е белки толку страшно. Стануваш, се шеташ, ама не правиш некои страшни работи. Само викаш вака. Не викам многу силно. Не викаш многу силно. Потивко си зборувам. Ама зборуваш. Кога има човек до мене, па така му зборувам. И ако види човек што не знае дека го имам тој табиет, па ете тоа не оту е страшно. И затоа велам да не. Велиш не е страшно. Не. Па иако е, па ќе кажам јас на ќерката за оваа работа. Остани на спиење, па ако треба ние двете заноќ будни ќе си седиме, ќе издржиме една ноќе, неќе умреме за спиење, да преспиеш. Вие да си спиете убаво. Ако чуете од утропа нешто, некој зборува, оди по собите, вие гајле да си немате јасно. Значи таков ми е табиетот. И па добро. Ако сега не ви пречи тој мој табиет, јас... Да останеш. Голем мерак ќе ни направиш. Затер на домакинот мој, на другарот твој, заедно што сте пораснале. Не, Господ. Не плачи. Добро, ајде. Ќе останам, Лелија, така, ќе останам.
legnem mi se spije. I mene mi se spije, ама рече станувал ноќе, зборувал, викал, се шетал. Си велам, ако заспиеме да не изпоплаши, да не... Не, си легнал, не. Си легнал, не, може лег, си... спие, Чекай. не. Не. Ама немој само да ме куниш. Што вериш, пријателе? Не, ми скоро ми умре мојата домаќинка. Не можам сега веднаш да се женам. Твојата жена? Твојата вдовица да ја земам? Не, аман, пријателе. Не. Епа, добро сега, знаеш какви другари бевме, неразделни, задако го делевме. Епа сега, ако твојот збор сакаш да биде последен, па нека биде. Ајде, ќе ја земам, лели така велиш ти, така нека биде. Пријателе, чекај, кај отиде? Леле, се изгуби низ облаците, кај отиде во тој мрак, бе, пријателе? Што велиш? Јас да останам тука, на светлото, на дену, да се грижам за домакинката твоја, за детето, керката твоја, да ја задомиме, си го иде. Ле. Сега керката ќе донесе кафе. Ако да го испијам кавето па да одам. Што се измачив јас? Соно ме изеде. Јас реков дека не сум за да спијам во чужда куќа. Ако. Ти ги галива не шетав ноќта, та не бе вознемирив. Иначе еден сон што ме наклапуши. Еве како. Сполајте. Повели, мајко. Да се ми живе керка. И од колачењата донесе. Да донесам, Да. Горе сон еден која ме наклапуши. Знам. Цела ноќ. Знам. Дали е сон, дали е јавен. Ние со керката се исплашивме. Вака, кога влезе, шеташе, кога влезе во собата, се сеќаваш. Помели. Сполајте. Са седни и овој. Беше тука. Се сеќаваш што ти зборуваше домакинот мој, ти го велеше пријателе. Мојот домакин беше што го... Зер сум го кажувал? Пријателе, така му беше. Зер на глас сум зборувал? Вистина, викаше силно, викаше, ние вака изплашени те гледам. Ама да кажам што беше соно. Ми селели си легнав. Реков дека не сум за чужда куќа, ама ете, ко ми рековте дека треба, и ја и си легнав. И што току сум заспал. Дури не знам дали сум заспал или ми се причинило дека сум заспал. Вака ко најаве, пријатело мој, друга... И што вели? Така излезе. Прво беше малечок, па како доаѓа на кај мене, иден толкав голем, убав, Многу убав беше човек млад, беше многу. ко бевме другари. Го виде, а? И исто ти Јас рече? како што вас ве гледам. Така. И јас, реков, оту се исплашив, а тој рече, пријателе, не плаши се, јас сум. Ти доаѓам на сон
Оту спиеш во мојава куќа. Јас, велам, си сплашив, ќе си одам. Не, пријателе, спи, спи. И мене меракот ми е така да спиеш, чунки домакинката и девојчето сами ги остави. Си заминав на оној свет. Ама, пријателе, остани ти тука и ќе те молам. Видов дека и твојата домакинка е тука. Темек, домакинката моја е почината. Та знам дека си сам. Чунки рече дека дечињата сте си ги одомили и сега си сам. Вели, та кажај, да ја земиш мојата домакинка. И домакинка и мене во куќата да се сториш, та да не живеат сами. Ама! Кој ми рече вака, се подисможи ви велам, еми, сега јас како да правам, Да ти рече? А ми рече, и рече, ако не ја земиш домакинката моја и домакин да се сториш на мојата куќа, јас ќе морам цел живот во казан да се варам, ѓаолите ќе ме варат цел живот во казан. Остани, ако е така, остани. Не работата за мене. Што толку во казани да врие во каправи. Не. И јас сум си салам домакин, со сермија сум си, ама ако се согласуваш, ќе се земиме и тука домакин ќе се сторам. Не за мене толку, колку за тебе, за девојчето, а најмногу за пријателот. Да не се вари во казан. Што велиш? Значи домајкино. Нека остане. Да остане, вели. Се согласувате, Јас се согласувам. Ако е така. Ај за Атер, на другаро мој. Ај, да сркнемо од кавето.